Добро утро, почитувани гледачи. Точно во редовниот термин почнува ново издание на емисијата Фактор здравје и се разбира, очекувате и нова тема на која што утрово ќе зборуваме, а ќе го побуди интересот кај вас. Зборуваме за лимфна дренажа, како се изведува, кај кои состојби, кај кои пациенти, како се постигнува подобрувањето кое што е очекувано и сето она што треба да го знаеме и да го слушнеме за мануелната, односно рачната лимфна дренажа. На оваа тема разговараме со Бојана Стефановска, дипломиран физиотерапевт, специјализирана за мануелна лимфна дренажа од одделот за физикална медицина и рехабилитација во Промедика Медикал Центар. Добро утро, Бојана, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, добро ве најдов. Задоволство ми е да бидам дел од вашата емисија. Така. На самиот почеток, пред да почнеме и да ја обработуваме темата за мануелната лимфна дренажа, што се нуди, односно што се може да најдат пациентите како услуга или како третман во одделот за физикална медицина и рехабилитација во Промедика Медикал Центар. Така, кај нас во одделот за физикална медицина и рехабилитација во Промедика Медикал Центар имаме широк спектар на терапии, каде што опфаќаме и широк спектар на дијагнози што може да се истретираат. Најнапред би го промовирала новиот апарат МБСТ што ни стигна и е прв и единствен во Македонија, што работи врз база на магнетна резонанса и служи за обнова на рскавицата. Следно тука ни е класичната физикална терапија, која што исто така опфаќа широк спектар на дијагнози за третирање и состојби после операции на мускулоскелетниот систем, значи имаме комплетна рехабилитација и нормално рачната лимфна дренажа. Така. За рачната лимфна дренажа некако најмалку знаеме или најмалку ја спомнуваме, па сакаме затоа токму, затоа се да објасниме, да стане поблиско и до гледачите, за некој ако се препознае дека ја има некоја состојба која што би се третирала со ова, веднаш и да си побара, нели третман. Апсолутно, да. Таа за жал кај нас многу послабо се работи, би сакале тоа да го промениме во иднина. Треба да се стави акцент малце повеќе на лимфната дренажа, има многу благотворно дејство, има голема индикација на употреба, така да мислам дека со ова би допреле до пошироката популација, секој би можел да се препознае доколку има потреба тоа и да се обрати кај нас. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, следете не, а се разбира, јавете се и поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со Бојана Стефановска, дипломиран физиотерапевт, специјализирана за мануелна лимфна дренажа од одделот за физикална терапија и рехабилитација од Промедика Медикал Центар, зборуваме за лимфната дренажа, како се изведува, каде наоѓа примена, кај кои состојби, кај кои пациенти, какви подобрувања се постигнуваат. И сега за да почнеме и да објасниме што е нели лимфната дренажа, како се создава и што е лимфедем, што е лимфниот систем, која е неговата функција и улога во организмот. Така. Сите ние имаме лимфен систем. Тој функционира на тој начин што е составен од лимфни капилари, лимфни садови, лимфни јазли и лимфни органи. Сите тие се важни за да се таа лимфа се прочисти од сите патогени материи, од сите бактерии, од сите отпадни материи, од витамините што се растворливи во масти и циркулираат слободно во меѓуклеточната течност. Лимфните капилари ја прифаќаат таа меѓуклеточна течност што е богата со протеини, односно лимфата, и ја носат лимфните садови, низ лимфните јазли, тука се прочистува. Лимфниот систем има важна улога во имунолошкиот одговор. Со помош на лимфоцитите се борат против тие патогени материи, против тие честички на карцином почетни што се. Како таква прочистена, повторно се враќа таа во венскиот систем преку бубрезите и преку мочниот меор се изфрла од организмот. Така. И тоа непречено мора да функционира. Тоа непречено функционира константно, цело време. Како што функционира, значи, циркулаторниот систем, крвта во нашето тело, така функционира и лимфата кај нас. Да. Сега лимфедемот доаѓа на ред. Да, сега зошто се создава, што е лимфедем и како доаѓа до таков застој? Представува течност богатена со протеини и е задржана во меѓуклеточниот простор, што понатака предизвикува хронично воспаление и може да даде и фиброзирање на одреден дел од телото каде што стои подолго време. Тој може да биде примарен и секундарен. Што значи примарен лимфедем? Примарниот лимфедем е лимфедем појавен од непознати причини. Најчесто е вроден поради некоја лимфна дисплазија, односно некоја грешка во самиот лимфен систем. Дали е тоа намален број на лимфни јазли, дали
патот, лимфниот пат, лимфните капилари, лимфните садови имаат некоја грешка и за жал тие луѓе низ целиот живот имаат некаков тип на отоци, може да се јават од новороденче, може да се јави во рана адолесценција, може да се јави подоцна во текот на животот, но нема некоја причина или болест што ја предизвикува што ги предизвикува тие отоци или задршка на таа течност. За разлика пак од секундарните лимфедеми, тие се последица на нешто што се случило во нашето тело, дали е тоа болест или е повреда, хируршки зафат, односно пресек на одреден дел од телото каде што се оштетени лимфните јазли, автоматски патот е нарушен, нормалниот пат на циркулирање на таа лимфа е нарушен и тука се ствара застој на лимфедем, се прави лимфедем. Така, да. Секундарниот е почест? Секундарниот за жал е почест, да, но се третира. И примарниот и секундарниот се третираат. Разлика има мала со тоа што кај примарниот лимфедем работиме така наречена нормална лимфна дренажа. Значи тука ни се сите лимфни јазли, лимфниот пат е сочуван, ние само треба да дадеме насоката на која насока, значи да буквално да ги избуткаме тие отоци, повторно да си се вклучат во циркулација и да се прочисти таа лимфа, а за разлика кај секундарниот малце е покомплексен третманот. Исто така се нарекува деконгестивна лимфна дренажа, каде што покрај рачната лимфна дренажа следи задолжително бандажирање со специјализирани завои што немаат голема еластичност и служат како компресија на одреден дел од телото и изработување на специјализирани вежби што се за да се потикнат лимфните јазли здрави останати во нашето тело, за да може таа лимфа да си го најде повторно патот, да се вклучи исто така во венската циркулација и да нема застој на ниеден дел од телото наше. Така. Веќе имаме и гледач на линија. Добро утро, ве слушаме, повелете. Добар ден, поздрав до сите во студиото. Благодариме. Имам до докторката 3 прашања. Дали овој лимфен систем може мене да ми помогне? Рскавицата ми е 100% уништена на колената, се движам со помош на штаки, ама по скали да се симнам и да се качам нема шанси. Второто прашање е, пред една година се оперирав на ногата и штрафови ми ставија. Колку време треба да стојат штрафовите и кога да се избадат, никој ништо не ми кажа, а од ваши колеги на телевизија го разбрав тоа дека требало да се става. И третото прашање ми интересира доколку не треба да се извадат, например, штрафовите, дали смеам на Декса да легнам. Оти таму, кога сум одела на Декс снимање, и часовник вадиш од рацете, не смеш ништо метално да имаш. Добро, ви благодариме за јавувањето, да, за лимфната дренажа, мислеше. Ајде, неколку прашања, ама излегуваме секогаш во присрет на гледачите и кога конкретно не е поврзано можда, иако во дел од прашањата можеме така да го метнеме и ова. Господјата што си има маката во однос на колената, секако физикалната терапија ќе помогне. Можеби нема тоа да биде конкретно лимфна дренажа, но ако има одредена задршка на течност во подколениците, така натака може да се работи и лимфна дренажа, но мислам дека класична физикална терапија би била повеќе индицирана кај незината состојба, во зависност од тоа нашите докторки две што би процениле спрема прегледот и наодите што ги има од претходно, што е работено, рече дека е оперирана господјата, така да треба да се види што све е сработено. Во однос на штрафовите, јас искрено не можам тука да одговорам, бидејќи малце покомплексно, треба да се исконсултира господјата со хирургот, он точно знае што е работено таму. Некогаш ги оставаат, некогаш ги вадат тие импланти. Па повторно ќе кажам, тоа е проценка на хирургот, дали има потреба од такво нешто или не. Апсолутно во однос на Декса апаратот што е за испитување на остеопороза, вие кога би оделе на такво испитување, ворете да се ги носите наодите од претходната интервенција што ги имате, па медицинските лица што го спроведуваат тоа испитување секако знаат што е индицирано, што е контраиндицирано при испитувањето за остеопороза. Дали можете или не можете тоа да го направите, така да моја препорака е со вашите наоди што ги имате, кога ќе одите на испитување за Декса, да си ги носите, медицинското лице сигурна сум дека ќе знае да процени дали сте вие за
тој апарат или не, и ако има потреба ќе ве снимат, ако не, ќе ве вратат и ништо не е страшно. Како и кога се доаѓа така пред да се почне и физикална рехабилитација или лимфната дренажа, така мора добра проценка прво да се направи, нели од состојбата на Така, ние сме тим од 12 терапевти и 2 докторки имаме физијатри, така да сите состојби, сите пациенти што доаѓаат кај нас прво се на преглед кај докторките, они проценуваат спрема нивната состојба за каков тип на терапија се пациентите, дали се за лимфна дренажа, дали се за физикална класична, дали се за новиот апарат МБСТ. Во секој случај има широк спектар на делување, имаме широк избор на терапии, некои состојби се индицирани, некои состојби се контраиндицирани, но сепак докторите се тие што го одредуваат тоа. Така да, и нема со 1-2 третмани, мора да се истрае нели до самиот крај, бидејќи има некогаш пациенти кои што така почнуваат, па некако се повлекуваат, се откажуваат, не го постигнале посебно. Конкретно во однос на лимфната дренажа треба континуитет. Треба континуитет затоа што поинаку не би дал комплетно решавање на проблемот, него константно ќе се навраќа таа лимфа на одредено место, ќе прави задршка и тука знае тоа да влијае малце лошо на самиот пациент, па да биде незадоволен од третманот, затоа инсистирам да биде тоа еден одреден комплетен третман од неколку последователни лимфни дренажи, да не биде само една или две. Така, во однос на тоа што го предизвикува лимфедемот и дава ли некакви симптоми, се манифестирали некако, што би го забележале? Лимфедемот се класифицира во 4 стадиуми. Првиот стадиум е латентна фаза и тука немаме видлив оток. Често имаме пациенти ни доаѓаат и вика, ама ја не сум отечена, немам оток, ама имам некое чувство како на трнење, како на тежина, одредена тежина, напнатост и тоа не ми одговара, вика чудно чувство, дури како циркулаторни некои промени ми се случуваат. Тоа е првата фаза. Таа се решава веднаш со неколку третмани, 5 до 10 третмани доволни се и нема да има повеќе мака пациентката. Втората фаза е прв стадиум на лимфедем, каде што имаме видливо отекување на одреден дел од телото, односно имаме некоја блага задршка, не е тоа нешто страшно и таа бргу се решава со физичка активност. Исто така имаме коментари од типот на се раздвижив раката, ја раздвижив ногата, се повлече отокот, сега е подобро. Третата фаза, односно вториот стадиум на лимфедем е кога имаме двојно зголемување на одреден дел од телото. Тука има малце покомплексна ситуација кога имаме и промена на бојата на кожата, таа станува зацрвената, обтегната е, сува е, ги чеша често пати и поради тоа настануваат и други проблеми. Станува тој лимфедем бидејќи стои подолго време доста густ како гел, дури кога ќе притиснам со прстото станува како буквално како длапка на самата кожа и треба време да се врати во нормала кожата. Во тој случај треба поголем број на третмани да се изведат, 10 до 20 во зависност од тоа колку време е стоен тој лимфедем на одредена регија и како би можеле ние колку време му треба на пациентот сам по себе, тоа индивидуално да се ресорбира, односно јас кога ќе сработам, организмот како тоа би го прифатило. Во тој случај треба поголем број на третмани да се изработат и кога имаме втор стадиум лимфедем, задолжително се оди со бандажирање и со изработка на вежби, за да таа компресивна терапија плюс покрај рачната лимфна дренажа да ни даде едно комплетно буквално чистење на одредениот дел од телото што е засегнат со лимфедем. И последната фаза, за жал третата фаза е елефантијаза, каде што имаме 3 до 4 пати зголемување на одредена регија на телото, дали е тоа рака или е нога. Тука треба многу голем број на третмани да се направат, дури треба да се направи одредена пауза, па повторно да се повторат, бара огромна посветеност и дисциплина од страна на пациентите. И јас стојам на располагање како обучен терапевт, секогаш барам некој близок член од семејството да биде присутен на крај за процесот на бандажирање, ги едуцирам во текот на лимфните дренажи како да си ја негуваат кожата, како да бандажираат и по дома, бидејќи бара голема посветеност од нивна страна. Не е само ние тука што ќе сработиме час и половина, него и дома пациентот треба да се потруди со нега на кожата, со изработување на одреден број на вежби што ние му ги даваме од кај нас, со посветеност со страна на некој близок член од семејството и они да ги бандажираат по дома, за да комплетна биде терапијата и што побрзо да се исчисти лимфедемот од тоа место.
Аха, континуирано, значи постојано треба да се одржува тоа. Да. Ама се учи, лесно е да се Лесно научи, не е барем некоја оние насоки кои што им ги давате, така за домашни услови. Да, тоа е одреден правец на мотање на завоите, буквално, не е ништо страшно. Често знаат да се уплашат, ама јас ова да не го згрешам, нема што да згрешите, може на едно место малце повеќе да се стегне, на друго помалце, ама осетот пациентката веќе ќе го има од претходните терапии што сме ги правиле, па самата она ќе води, ќе кажува постегни по лабави и така натака, за да биде тоа пријатно, а сепак да има една механичка компресија за да си ја заврши и таа работата во целиот третман. Така, како ги спомнавте и овие фази или стадиуми, доаѓаат почесто во раната или малку во подоцнежната? Кај нас, за жал, се чека малце повеќе, се доаѓа во некоја фаза каде што веќе имаме втори, трет стадиум на лимфедем. За жал, затоа сум и тука, сакам да испратам порака, сакам да испратам информација. Се што е почнато на време е многу поедноставно, многу пократок број на терапии треба, многу полесно се решава. Затоа апелирам до сите гледачи, без разлика дали се они самите или имаат некој што познаваат, што има мака на ова поле, да се обратат кај нас, можеме да помогнеме и ќе помогнеме со таков третман, да не се чека да дојде на некоја фаза раката или ногата или одредена регија или двете нозе, без разлика да до толку многу да се наполнат со лимфедем, да после тоа стануваат многу покомплексни целите третмани. Може да отворат и рани, па тие рани лесно се инфицираат, лимфата е богата со протеини, тоа е одлична храна за бактериите и сето тоа станува многу покомплексно. Така, Затоа е добро на време да се можеме многу фатиме. побрзо така Апсолутно. посакуваниот ефект. Да. После операција на карцином на дојка, така, често апсолутно. пати нели на рацете се јавуваат отоци. Тоа Да. еве нека биде така една информација плюс Сите за типови оние на кои што го карциноми, поминале сето тоа. Да, што се третирани и се завршени со третман, збориме. Завршено е хемотерапија или зрачење или хормонална терапија. Имаме чист наод дека повеќе пациентот нема карцином, но како последица на целиот тој третман се појавува лимфедем на одредена регија, најчесто тоа е рака или нога, може да започне со лимфна дренажа и треба да започне со лимфна дренажа и тој тип на пациенти треба да носат и компресивна ракавица или ногавица, зависно од тоа каде е локализиран тој оток. Добро. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Пред да продолжиме со разговорот, да го вклучиме и следниот гледач, да го слушнеме неговото прашање. Добро утро, повелете. Добро утро. Се исклучи гледачот, ќе очекуваме, еве, се надевам дека повторно ќе се обидете да се јавите за да го поставите прашањето, а секако да го добиете и советот и препораката. Бојана, во што се разликува лимфната дренажа од класичната масажа? Не е класична масажа, како можеби некогаш што ќе помислиме. Апсолутно не, тоа се две различни рачни техники. Кога работиме масажа, ќе разговарам за медицинската масажа, бидејќи има различни типови на масажа. Медицинската масажа, кога работиме, се таргетира мускулното ткиво. Мора притисокот да биде поголем и насоката на движење е различна, односно одиме од периферија кон централно, односно кон срцето кога масираме. Додека за разлика од тоа кога работиме лимфна дренажа, притисокот е многу благ, многу слаб. Се работи со голи раце, без масло, кожа на кожа, поради тоа што самиот лимфедем, лимфните капилари и лимфните садови се наоѓаат веднаш под кожата, над мускулното ткиво. Кога би притиснале малце повеќе, ние веќе ќе масираме и ќе работиме на мускулното ткиво, нема да работиме на лимфните јазли и на лимфните садови, него ќе работиме мускулатурата, што не ни е тоа поентата. Исто така насоката на движење е различно. Лимфната дренажа се започнува првично со стимулирање на главните лимфни јазли, што се наоѓаат на вратот, на стомакот, под пазувите, по препонската регија, во зависност од тоа што сакаме да истретираме со лимфната дренажа, па после тоа од централно се оди периферно, чекор по чекор, со одредени покрети на раката, се стимулираат, значи, тие лимфни јазли да се отворат, за да таа лимфа што застојува, да си го најде патот и повторно да си се вклучи во лимфниот систем, да се преработи, прочисти и да се врати во венската циркулација. Многу внимателно, треба да се знае така каде што ќе
се знае. допре, затоа Да. физиотерапевт специјализиран за лимфна, мануелна, односно и рачна дренажа, така? Тоа е Треба да ја обука. познава комплетно така Апсолутно, целата таа анатомија обука на што телото. може секој физиотерапевт, медицинско лице да си ја земе. За жал кај нас ја нема. Најблиску што може да се обрати е во Хрватска, да се обучи. Има два дела. Првиот дел за нормална лимфна дренажа, за примарни лимфедеми. Вториот дел е деконгестивна лимфна дренажа, каде што се работи специјализирано со бандажирање и со изработка на вежби. Така да тоа е доста комплексна техника. Не би советувала, особено оние пациенти што имаат секундарни лимфедеми, да одат било каде, било кој да ги третира, чак ни на масажа, бидејќи може тоа да се влоши состојбата генерално, општото здравје да се влоши, особено кај секундарните лимфедеми, да не експериментираат, да одат во било кое студио, за било каква масажа да се нафаќаат, бидејќи тука треба многу внимателно да се реагира, за да не се влоши состојбата. Така, а имаме потреба, значи, од физиотерапевти Има дополнително потреба, обучени, така и сертифицирани за лимфна дренажа. Да, Имаме и гледачот на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Голем поздрав до вас во студиото. Ви благодариме. Значи вака, сакам да поставам едно прашање до госпоѓата што е овдека. Имам 39 години. Многу често седам на работа и многу често ми отекуваат нозете и зглобовите на работа. Вака, кога сум одела на масажи, ми констатирале, сега колку е тоа констатирање од нивна страна, липоедем на ногата. Сакам исто така да ја прашам која е разликата помеѓу лимфоедем и липоедем и колку би влијаело конзумирањето на оние додатоци за исфрлање на водата, како што се апчиња, сега да не ги именувам, за вишок течности. Дали имаат некое влијание? Добро, ви благодариме за јавувањето. Благодарам, поздрав. Да, тоа е една друга состојба што ја спомна госпоѓата, липоедем, постои и тоа. Тоа е состојба каде што има зголемени масни наслаги во одреден дел на телото, кај нас жените вообичаено е тоа бутините, нозете, каде што имаме поради хормоните имаме зголемена задршка на масно ткиво тука и тоа масно ткиво исто така ја задржува додатно водата во организмот, па се прави една комбинација на липолимфедем кој што итекако и тој знае да биде доста тестес на рака, кога ќе го допреме и тој знае да остави каков длабнатина и боли. Често пати боли, пржи, доколку тие пациенти тие луѓе одат на било какви антицелулитни третмани, нив ги пече, ги боли тој третман. Треба многу нежно исто така тука да се работи, бидејќи може и тука да се влоши и таа состојба, може тој целулит да излезе на површина, да се влоши генерално општата состојба. Внимателно треба, обучено. Разликата помеѓу лимфедем и липоедем е во тоа што стапалата никогаш не отекуваат кај липоедем. Во тој поглед ги разликуваме само. Значи нозете се генерално зголемен волуменот и го има тој изглед на кора од портокал, буквално се гледа таа нерамнина, но стапалата не се отечени. За разлика од лимфедемот отекуваат и стапалата. Кај госпоѓата, бидејќи самата напомена има седечка работа, самата работа стапалата ни се најдистален дел од нашето тело, тука и циркулацијата е најлоша, имаме мали крвни садови, мали капилари, немаат токав капацитет за да испумпуваат цело време активно, а она доколку е пасивна и стои поголемиот дел од денот и висат надоле нозете, нормално да има зголемена задршка. Јас не препорачувам да прима никакви таблетки или течности за да исфрлуваат вишокот на течност, може редовни дренажи да прави, со тоа ќе се олесни, може малце компресивни чорапи да носи доколку и висат цело време нозете, има до подколеница, не мора да биде нагоре, тие се месо боја, со прв степен компресија, воопшто не изгледаат лоши, како нормална хула-хопка делува, тоа би помогнало да се превенираат тие отоци на долгорочен план, да не стои во место тој оток и да прави како фиброзирање, како гелна состојба, него да бидат меки и лесно да се повлекуваат и при физичка активност да си се повлечат комплетно.
Така, мора нешто да преземаме, така, посебно Секако, кога типот да, на професијата пожелба е. или нели во други ситуации кога повеќе сме во седечка состојба. Само кратко да искоментираме, еве оваа фотографија што претходно ја видовме, Да. така, тоа е онаа последна фаза или стадиум Последната што го фаза. споменавте. Да. Можеби Елефантијаза. да, така. Елефантијазата. Се решава или тоа во таква ситуација и во таков Апсолутно степен се кога ќе решава, дојде? треба многу голема упорност, голем број на третмани, голема посветеност и нега од страна на пациентката и се решава после одреден период. Апсолутно се намалува обемот, омекнува кожата. Тоа е доста промени има, доста циркулаторни промени има. Тука кај овој тип на пациенти во последната слика, кожата е зацрвената, дури има кератозни промени, задебелена е, бојата е сменета, може да има и рани во вакви состојби и тие треба да се истретираат на време, да биде тоа све затворено. Постепено со бандажа, упорна бандажа, зборуваме секојдневно во одреден период од месец, 2, 3, во зависност од тоа како ќе напредува, значи целата таа терапија, може да дојде до состојба на комплетно повлекување на тој лимфедем. Понатака следната фаза би била консултација со пластичен хирург бидејќи имаме вишок кожа. Тоа мора да се отстрани за да нели ногата се биде повторно на изглед нормална како другата нога. Така. Дали лимфната дренажа може да се примени и кај луѓе кои што немаат одреден здравствен проблем, како овие нели што ги споменавме, после секундарната, после операции, ред други работи кои што влегоа во тој дел? Секако лимфната дренажа има широк спектар на делување, односно многу мал број на контраиндикации има. Полесно ќе ми биде да ви ги кажам контраиндикациите. Каде не смее да се примени, каде не смее да се применува, кај бремени жени е број 1, не смее да се применува лимфна дренажа, не смее да се применува лимфна дренажа во состојби каде што имаме попуштени вени, буквално испакнати вени на површината на кожата, тогаш не работиме лимфна дренажа. Не работиме лимфна дренажа кога имаме активен карцином, односно се уште пациентот е под терапија, хемотерапија или зрачење или хормонална терапија, не работиме лимфна дренажа во таа состојба. Генерално во сите други состојби кога имаме некоја активна инфекција, бактериска, габична инфекција, отворени рани, чак и кај отворените рани може во одредени состојби да се работи, но тука треба малце поспецијализиран пристап. После тоа треба таа рана фино да се обработи за да не дојде до инфекција. Лимфата е богата со протеини, многу лесно може било каква бактерија да направи страшна инфекција тука, така да мораме тука многу внимателно да работиме со таква проблематика. Генерално речи се и да нема состојби каде што не се работи лимфна дренажа. Така, целулитот кој што е најголемиот проблем кај женската популација, така? Да, се работи кај целулитот, да, само многу внимателно треба. Ама сепак мора внимателно, така, кај физиотерапевт кој што нели добро обучен и ја познава сета таа работа. Така е. Да. Како изгледа еден третман? Третманот е многу нежен. И прво што ќе прашаме дали боли. Така, веројатно пациентите прво такво нешто прашуваат. Секако, јас кога ќе им набројам што све има и малце така имаат некој гард, сега да не боли, да не е страшно, како ќе биде ова, како ќе биде тоа, но тоа е многу нежна рачна техника, воопшто не боли, туку им е пријатно. Кај нас во Промедика ја изведуваме во собата за масажа. Тоа е изолирана стоба, со загушени светла, со убав, удобен кревет, музика во позадина иде. Јас си работам, честопати ми се случува они да си задремат за време на третманот, воопшто не ми пречи. Многу фино, пријатно се чувствуваат. До сега не сум добила коментар дека на некого му пречи или го болело или не му одговара, бидејќи е стварно многу нежна рачна техника. Така, да. Колку третмани индивидуално зависи од состојбата, од степенот на лимфедемот, така кој што го третираме и кога се очекуваат подобрувањата. Повторно ќе кажам, во зависност од тоа дали станува збор за примарен или секундарен лимфедем, кај примарните лимфедеми од 5 до 10 третмани, во зависност од тоа каде е локализиран отокот, не би требало да има потреба од многу третмани, за разлика од секундарниот лимфедем, зависност од тоа која фаза на лимфедем е. Доколку станува збор за латентната фаза и првиот степен на лимфедем, исто така не треба голем број на третмани. Кај втората и третата фаза елефантијазата, за жал треба поопсежен број на третмани, поголема посветеност, поголема дисциплина од страна на пациентот, упорност, едноставно да не се откажуваат, да не се демотивираат. Многу често
они се и мотивирани кога имаме состојба на зголемување на волуменот на одреден дел од телото и кога ќе почнеме со третманите и со бандажата и со вежбите. И кога ќе почнат да се забележат промените, така на подобро. Јас мерам, имам листа на мерење, па ги мерам обемите. И кога ќе видат дека има разлика од 2, 3, 5 сантима, тука они добиваат голема мотивација и сакаат да продолжат и тоа е тоа што ги води понатака. Супер, се намалил обемот, ја подобро се чувствувам, можам да движам полесно ми е, немам болка, немам некое црвенило, не ме чеша веќе, автоматски и мотивацијата расте, они имаат поголема желба да работиме малце поинтензивно, се до фаза на комплетно намалување на лимфедемот. Така, и повторно ќе ја споменеме онаа едукација, онаа работа во домашни услови, значи секогаш некој близок член од семејството мора да помогне, така? Кога треба да се направи. Има состојби каде што стварно нема кој да им се најде, во тој случај јас им стојам на располагање, во било кое време да дојдат, ќе ги избандажирам, само за бандажа, ќе дојдат кај мене, ќе ги избандажирам. Ама само за тоа, тие не смеат да масираат и да прават нешто дома, така? Крачната лимфна дренажа е моја работа. Јас ги едуцирам само во врска со бандажирањето, со тие специјални завои што ни се, како да ги избандажираат за да им биде полесен третманот и побрзо да го постигнеме целта. Негата на кожата исто така и во домашни услови дополнително треба да се прави. Секако, секојдневно туширање, нега на кожа, обавезно подхранување со некои витамински лусиони или бебешки лусиони на кои што му прија, бидејќи кожата што е отечена, често пати таа е растегната, обтегната и е сува. Па таа суво знае и да чеша, па кога ќе се почешаат малце може да направат и ранички, да го одбегнеме сето тоа. Секогаш препорачувам после туширањето веднаш да се намачкаат со некој хидратантен лусион за да се потхрани таа кожа, за да не се чеша, да не се обтегнува премногу, да биде попријатно целокупното чувство на пациентот. Да. Вежби, кинезитерапија, што каде е вклучено и тоа во целиот овој дел од лимфната дренажа? Да, кинезитерапијата ни е многу важен дел кај пациенти со лимфедем. Мислам дека и тука голема грешка се прави кај пациентите што имаат лимфедем, секундарен лимфедем како последица на нешто што се јавува, бидејќи често пати они се пасивни. Мислат дека ако ја штедат раката или ногата, дека подобро ќе им биде, баш напротив, си прават полошо. Во тој случај настанува и атрофија на мускулатурата, не е активна раката или ногата, па се отежнува движењето на одреден дел од телото, па се јавуваат и други болки пропратни со сето ова. Така да, апсолутно кинезитерапија е индицирана. Кога работиме деконгестивна лимфна дренажа кај секундарни лимфедеми, задолжително ни е кинезитерапијата. Имаме изработено сет на вежби, што се специјализирани за лимфедем. Што значи тоа? Пациентите ги работат напоредно со мене и служат за стимулирање на останатите здрави лимфни јазли што ни се во телото со одредени покрети на рака, на глава, дишење, покрети на нозете, движења, се стимулираат тие лимфни јазли за да се отворат и таа лимфа што е во засегнатиот дел да се истисне од тамо и да се циркулира повторно низ нашето тело. Да му овозможиме на лимфниот систем да функционира онака како што треба, беспрекорно, значи има начин, само треба да знаеме, така кога да ја побараме помошта, да не се мачиме со отоци, со тежина, со задршки, така имаме како сето тоа да го и превенираме и да го истретираме. За самиот крај пораката и комплетно што значи физикалната терапија и рехабилитација, но и еве целно како што ја обработивме и темата за лимфната дренажа. Мојата главна порака тука за тоа што сум дојдена е да се почне што е можно повеќе на време. Кога ќе примети човек дека има зголемена задршка на течност во одреден дел во телото, нека не чека, нека се јави на доктор, прво да ја најдеме причината на што се должи тоа задршка на течност и како може да се истретира. Што порано, толку подобар ефектот за пократок период, за да не биде тоа на долгорочен план многу да се исцрпиме буквално и психички и физички и пациентот и терапевтот, него тоа да биде фатено на време и да биде комплетна терапијата без никаков проблем, да не се чека долгорочно, а во однос на физикалната медицина и рехабилитација истото важи, се што е на време е добро. Денешно време сменето е малце ритамот на живот, попасивни сме, седечки работи, пред компјутери и така натака.
да се поиде на физијатар, да се види болки во грбот, болки во нозете, во рацете, на време се што ќе се истретира, се е подобро и се што се работи на превенција во секој случај подобро него од после кога ќе настанат некои посериозни проблеми. Да, и ако го одржуваме тоа во континуитет, така ќе биде добро за нашето тело. Ви благодарам, Бојана, за гостувањето. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ново издание на Фактор здравје имаме утре во истиот термин.